Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска и утре ќе објавиме зошто енергетскиот сектор во Македонија е на дното и како и на кој начин се трошале државните пари секаде каде што не било неопходно. Пред да започнеме со деталите, да ја потсетиме јавноста само на последниот скандал. 14 милиони евра долг отпиша претходното раководство на МЕПСО. 14 милиони евра долг беше отпишан затоа што должник е синот на Муса Џафери и други блиски фирми на СДС и ДУИ. А каде завршувале народните пари? На име донации и спонзорства, АД МЕПСО, согласно план и анализа за 2024 година, предвидела вкупно 12 милиони и 300 илјади денари, а потрошила, односно донирала и спонзорирала 22 милиони 712 илјади и 500 денари. Донациите и спонзорствата се следни. Фитнес клуб Динамик Скопје добило 200 илјади денари. Зошто и каква е поврзаноста на надлежноста на МЕПСО со донации и спонзорства на фитнес клуб? Понатаму, 100 илјади денари донација на Македонско стоматолошко друштво МСД Скопје. Како, зошто и кој е основот за оваа донација? Кој е општествениот бенефит од оваа донација? Примател на донација или спонзорство е Ишкендија Рачинова, со исплата на 8.3.2024 година во износ од 300 илјади денари. Дали раководството на АД МЕПСО добило карти во ложа за да го проследи надпреварот за цела сезона на овој клуб? Или пак на КК Башким, затоа што и за овој клуб се доделали средства во износ од 250 илјади денари во месец март оваа година. Почитувани, ова се делата кои зад себе ги оставија СДС и ДУИ. Трошење без усул, без цел и план. Затоа Македонија е на ова дно. Двете клучни функции на АД МЕПСО се пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот систем. Основна дејност на МЕПСО е оптимален и одржлив развој на електропреносниот систем со цел да се задоволат потребите од електрична енергија на корисниците со минимални трошоци и секако со задоволување на еколошките барања во државата. Затоа Македонија немаше стабилен енергетски систем, затоа имавме покачување на сметките на електрична енергија, затоа бевме ограбена држава. Затоа што наместо за граѓаните, народните пари се трошале ненаменски и залудно. Утре продолжуваме со објавување на листата за донации и спонзорства, а за ова одговорност мора да има.